На дрва или на струја, какво затоплување да користите, кој е најекономичниот, а кој најефикасниот начин? Прашање е сега. Тетовци веќе започнаа со затоплување на домовите. Според граѓаните кој било енергенс да се користи, семејниот буџет ќе се олесни за по неколку илјади денари месечно. Жителите на Тетово почесто се одлучуваат за грејење на дрва, затоа што во споредба со струјата тоа им доаѓа како поевтина варијанта. Зимава со дрва. Што мислите кој е најефтиниот, а кој е најефикасниот начин на затоплување? Најефтиниот можда е со дрва, најефикасен, најпрактичен е со струја, ама мало е поскупо. Со дрва, да. Што мислите, дали е исплатливо? Па изгледа така. Е исплатливо, пошто струја е многу висока. На дрва. Што мислите, дали е исплатливо? Има шанса. Исплатливо дали? На дрва? Како не исплати? Па ја не ги купувам дрвата. Ги бере. Јас од село сум и имаме нешто дрва од бавча тие работи. Иначе од плацој не сум зел до сега дрва. Со тоа се грееме. Исплатливо е грејењето на дрва? Не е исплатливо, него нема алтернативни средства. Не можеме некако да набавиме, би било сигурно поевтино. Моментално со дрва. И тоа нам не дава више да сечеме на својата нива или својата шума, тако, на дрва. Ефтино доаѓането? Поевтино нормално. Струја е скапа. Струја е скапа, него у Немачко да живиш. Меѓутим, ница са ништа не можеме да се грееме. Шумска полиција сваки дан јури по тај народот. Држава не дава сече нигде да се сече и тако се бориме со животот. Мислим дека дрвото сепак, али сега се поскапило и дрвото. Не знам што ќе биде. Тука ова држава се може да биде, само нормално нешто да се движи никако. Сме на дрва. Исплатливо? Како? Па не е исплатливо, како е 55 евра кубикот, тоа не е исплатливо. Па со дрва моментално. Исплатливо ли е тоа? Сега е скапо. 50 и кусор евра е метар кубик. Тешко е. Со струја исто скапо е. Затоплувањето е скапо. Скапо, меѓутоа енергетска ефикасност на куците мора да постои. Тоа е трајно решение. Не може без енергетска ефикасност да има резултат. Било кој енергенс да се користи е све скапо, освен соларниот систем. Вие на што се затоплувате? Со струја дел со други горива. Според анализите од домаќинствата во земјава, над 80% во студените месеци се загреваат со струја, иако според пресметките годинава, грејењето на дрва е 2 пати поевтино од парното грејење или затоплувањето со панели, клима уреди, радиатори на струја и друго.